се коневме пред тој што гледа се, одгоре гледа се, тој ќе ни помогне. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден. Шубо песниче, Еден ден, еден убав ден. На исто место пак, но сега јас сум сам, во празно зборувам со тебе. Знам јас ме слушаш ти, за мене плачеш ти, не ме заборави. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден. Еден ден, еден убав ден. Шубо песниче, човече. Преубав. Кај Омилената си? од брат ми. Кај си Маја, бе? Леле, од кога се немаме видено, едно време само по настани се гледавме, кој од едната страна, кој од другата на камерата. Точно. И шо, знаеш, многу ми е мерак што баш иста таа песна што испеа брат ти ми ја испеа, и сега имаме две различни верзии од истата фамилија на песна. Добро, машката верзија е секако поквалитетно испеана, пошто Мора, остај ти, си го влечите талентот вие фамилиарно, остај ти та работа. И ти си од дете, пееше на некој детски, така? Имаше една Да. песна популарна, која беше твоја? досадна недела на Сидо 94-та. О, шо. Тука почнав, после имав пеевме на Дајте музика со Димитар, во иста година пеевме на Сидо. Браво. После пеевме во иста година на Здраво гениалци. И после јас си продолжив по друг пат, Димитар си продолжи со музиката. Ти си фати со глумата, тој со музичето. Ама да, музиката ми е за секогаш прва љубов и ден денес јас мислам дека ден без музика во мојот живот не постои. Ти гарант подома поќе пееш ти од Диме шо пеј. Ево, мислам дека за ова си во право, пошто Димитар не знам дали има време за да пеј по дома, ќе пеј така по е. други места. Така е. А јас- си знам по мене, затоа Да, јас мислам дека се по дома правам со пење. Значи треба да чистам, се пушта музика и така полесно оди. Чистењето Скроз. со песна. Жена ми слушалките ги клава и почнува да вика како само таја, да, и почнува да чисти и стално пример ќе влезам јас од негде и полека, како полека слушалки имаш, како и да влезам ќе ту плашам, знаеш. Мене ми е многу интересно што син ми, например, предпоставувам, гледајки и следејки што се случва по дома низ годините, го прави сега истото. Чи влегува да се капи, имаме концерти секоја вечер по дома, или не знам, слободно време и ако му речам дај запри со телефонот со тие игриците, мама што да правам, слушај музика и после пак си имаме концерти дома. Шу. Така што можам да ти кажам дека 80% од времето слободно дома ни е врзано за музика. Абе нема бегање тоа кога ќе влези вака чивијата што викаме фамилиарно, нема мрдање. Ние кај нас пообратно, знаеш, и татко ми беше армоникаш, и дедо ми кларинетист, и брат ми свиреше и бас и виолина свиреше. Да не отепаш треба започнеме си. Само дедо ми беше да оземи кларинето и ајде да речи. Другите ние треба да не отепаш, да не измолиш да земе. За да свирам, пошто учев нижо музичко и јас, учев флейта, леле, борби беа да земам да вежбам. За разлика од мене, брат ми вежбаше со сати. Значи, различно е пеење и различно е свирење. Различно. Значи, не знам, Пеењето валјда ова од душа пеењето излегна, некако да. поприродно ни иди, да. Да, јако. Да го поздравиме Симти, иначе, што ни е стално слушател, да речам, Голем на фан емисии, ти е, на да. чуда и на песни. И го има сегде, гледам дека си ги тера и тој сите детски концертчиња, чуда, си има Талентиран поддршка е. од дома.
учи нижо Тоа е музичко несомнено да се разбериме. Види, јас мислам тоа е некако исто природно. Сјоди никогаш не би го пуштала да присуствува негде само затоа што не знам јас или брат ми или некој од нас е талентиран. Така си. Ама кај него генот силно удрил, така што пееше на детскиот фестивал Сидо, сега е таму на некои музички фабрики, учествува. Браво. Си сака да пее со музичкото училиште, си имаат концерти, пијано свири, делчеци од хорот на нижото музичко училиште и така. И нижото има хор сега? Да, го води Браво. професорката Јулијана Проја, таа е моја професорка по солфеж и можам да ти кажам дека има неколку многу интересни концерти, тоест беа дел од концертите на музичкото училиште, Браво. да ти е мерак да ги слушаш децата, Браво. навистина се прекрасни. Верувам, да ти кажам право, ми е криво што ние дури растевме, беа многу ограничени тие работи. Пример, јас сакав да учам гитара кога бев нижо. Нема гитара, има виолина, клавир, кларинет и не знам што имаш. И се јас со глата кларинет дедо ми свири, виолина ако свирам ќе треба дома да земам да вежбам, клавир одбрав. И после татко ми ме носеше секој ден таму и дремеше За да над мене, ама нема врска. Само да речам, многу беше, немаше ни гитара, немаше ништо, немаше хор, па да не правиме муавет таква работа. Јас, например, многу сакав пијано да учам, меѓутоа имаше определена бројка колку деца можат да учат пијано и кога бев на приемниот во музичко, века, нема, пополната е бројката пијано, шо за женско, флейта. Мислам, јас морам да си признам дека никогаш страстно не се залюби во инструментот, особено првата година ми дадоа кавалче. Мислам кавалче, тој блок флейта, ама во мојот детски мозок кавал е, да. неќам да свирам на кавалче, значи драма. И пошто нели не бев нешто многу по вежбањето флейта, многу повеќе сакав да пеам. И свирев една композиција Веселиот коњаник. Значи зошто го памтам ова? Зошто мислам дека композицијата. Мислам дека дома нервни сломој доживува затоа што константно цела година ти Веселиот коњаник. И така натаму брат ми свиреше виолина, виолината е царски инструмент. Мислам многу е поинакво да слушаш виолина и да слушаш дувачки инструмент по дома. Не, и флейтата не е лош инструмент, ама зависи кој ги свири. Добро, Ти може и виолината да нема кривини да фаќа. Сакам да кажам дека јас нешто многу флейтата не си ја засакав како инструмент, иако во еден период се засилив со вежбањето, ама не, повеќе ме тргаше да одам да пеам и така тргнав по тие детските фестивали. Сега син ми свири пијано, купивме, значи имам пијано дома, затоа што навистина пијаното е инструмент кој што мора да се вежба секој ден и ако го немаш дома, тогаш воопшто многу е тешко. Многу е тешко, да, треба да го носиш. Одлично искуство си знам. Многу е до душа да бидам искрен, и јас не бев, пошто не ми беше прв избор пијаното, а и не сум ни некој човек што вежба, ти кажам право многу, и за пеењето беше исто, дома вежбав ептен за концерт ако требаше за нешто, иначе така од час на час, што не е за фалење, се разбериме, ама пијаното дури го немав дома електричното пијано. Дури ме тера да одам секој ден музичко, вежбав поќе и посветвав поќе време, отколку дома кога го зедов, дома веќе знаеш го имаш, ќе седнеш дрн и ќе земиш нешто друго ќе правиш. Ама добро, веќе тоа ши повозрасен бев, поќе интерес пеењето почна да влечи. Јас не ни знаев дека сакам пример пејач да бидам, сам си пеев јас низ дома и убаво ми беше, не ни знаев дека постои како опција. Дури не ме слушна Митрата да ми кажи, после тоа веќе беше каков клавир, какви бакраци. Митрата беше човек кој што точно пикираше таленти, значи прекрасен професор. Да. Штета што не остана подолго онака да не подизвај на прав пат малце. Шуво. Него ние за музиката му влеговме, ќе заборајме дека уствари глумата ти е примарна професија. Па види, глумата пак е збирштина од повеќе уметности, музиката е дел од мојата професија, така што јас некако мислам нормално дека актерството е негде каде што јас комплетно си се пронајдов, ама не ги делам затоа што рака под рака се носат. Ако тргнеме од фактот дека јас 4 години на факултетот за драмски уметности имав час по соло пеење. Така е. Значи автоматски ние не сме сите совршено музикални актерите, ама и тоа е нешто што се учи. Рутина, значи поставување на глас, боја на глас, различни интонации, така натаму, тоа е нешто што се тренира. И мислам дека музиката многу често ја користиме во представите кои што ги работиме. Да, дефинитивно. Многу пати сум пеела во представи, еве на последната премиера Пинокио,
детската представа што имаше премиера минатата недела, таа е еден вид на детски мюзикл со пеење, со музика, така да многу убаво си поминав уште еднаш кога си ги спои двете љубови во една. Да, ама убаво е кога се спојат така во секој случај. Јас и не учевме актерска игра на факултет. Знам. И знаеш, Соло пеачите се па и еден вид актери затоа што истите дела ги работиме, само што ние ги работиме нели драмски, како драмски дела. Така Вие го правите тој драмскиот дел преку музиката. За да можеш да го извадиш ликот кој што ти го дават да го играш, ти мораш да бараташ и со актерските алатки. Дефинитивно, значи пак излегваш на сцена, мора да знаеш како да излезеш на сцената. Не си излегва како било. Ама убаво е кога се спојат тие две работи и се сеќавам дека ние уствари одамна се знаеме и ми се чини дека првите соработки ни беа со мюзикли уствари. Да. Мене ми беше сега да збораваме за јас заборав скроз живи се, зато збунет стојам вака. Точно. Свирач на покривот и уште една имаше и Хераклеја или Кини, имам заборавено. Тие беа моите први представи во Битолски театар. Рачунај дека Свирач на покривот е мојата трета премиера во Битолскиот театар. Значи, тоа беа ептен почетоците, меѓутоа една од најдрагите спомени, една од представите за кои што ќе се сеќавам додека сум жива. Тоа беше вака за луѓето кои што не се сеќаваат, бевме над 100 луѓе на сцена, значи имавме тоа беше македонска опера и балет, ако не се лажам, оркестарот долу во дупката, бевме актери, хорот, како се викаше, хорот сега. Лики, не. Леле, како се викаше хорот ќе на отепа Лилето. Лилето го водеше, да, многу интересна комбинација на луѓе, сите бевте од музичко. И од Илинден имаше исто танчери. И имаше точно децата од Илинден кои што беа дел од сите тие церемонии кои што се правеа. Многу голема представа. Многу јака представа. Со премиера на Охридско лето и уште еднаш ја изигравме во Битола и за жал финансиски беше неиздржливо, а ја работевме цело лето. Да, цело лето. Многу јака дружба беше таа и режисерот беше од негде од Србија. Јовица Пајич, да, тој беше србин. Имавме корепетиторски проби, имавме со Олга Панго кореографски проби, мислам дека неверојатно искуство. Не само како школа што ќе изучиш еден работи, не само што ќе видиш светот на глумата и на музиката споен заедно, туку едноставно самата енергија на сите тие луѓе и енергијата што добивавме од публиката назад, јас сум бил претходно на представи како и на едната и на другата страна, ма никогаш толкава овација нема видено како за тоа. Ќе спомнам само дека таа представа беше наградена за најдобра представа на Охридско лето. Всушност Чоревски Благој и Сонја Михајлова ги добија златните маски. Да. Така што на вистина, мислам, ова не е дека ние сме ја доживеале емотивно и секако како прекрасна, на вистина беше представа која што се памети. Јас се сеќавам оти на пробите, мислам играме пред празна сала нормално, и излегваш и се крева прво едната завеса и останува она како прозирнеш и се крева таја и гледаш салата полна со се скали, со се све внатри, онака толка посмех имаш, те фаќа возбуда, си викаш леле што ќе види ова сега. Хаос. Многу јако искуство. Кажи ми, те фаќат некојаш до толку возбуда кога правиш некоја нова представа, пошто ајде старите речиме играш неколку пати веќе ти дали те фаќа за нова представа некоја таква возбуда тинејџерска што викаме? Ме фаќа, како не. Јас мислам дека за секоја представа ме фаќа. Нормално е дека некои представи ти се поблиски, подраги, на некој многу полесно работиш, на некој многу повеќе труд даваш, мака ти дават и така натаму, меѓутоа мислам дека секоја премиера кај мене го буди истото тоа чувство. Дури можеби ќе се повторам, можеби некаде сум рекла, ама ако престанам да го чувствувам тој адреналин кога ми наближува премиера, мислам дека ќе треба да престанам да се занимавам со актерство. Некако тоа е еден вид зависност. Тоа е убајната уствари. Константен висок кортизол и константен адреналин. Меѓутоа, иако една представа може да се доживее 20-30, сум доживеала и 50 изведби. Убавината на актерската професија е што ти пред секоја изведба треба да ја чувствуваш истата радост. И фала му на Бога, јас оваа година на 1 јуни ќе направам 20 години од мојата прва професионална представа во Битолскиот театар. Значи тоа се 20 години поминати на сцена. Вака бројката малку и плаши, пошто се навистина
сериозна бројка на години. Така си. Додека јас уште си се чувствам, млади сме ние, чекај пред нас, сваќаш дека еден убав пат сериозен веќе си го Изоден, одминал. да. Мислам дека секогаш одново го имам истото тоа чувство на радост. Нормално е првичниот адреналин за премиера е еден, после тоа си спласнувам, а радоста дека денес се играм ова представа, чекај да си повторам текст, да се нашминкам, да се подготвам, доаѓаме прилика 2 часа пред представа, значи се спремаме со шминка, со костим, па малку се загреваш, мораш да влезеш во концентрација и тоа е природно. Значи чувството што ти се раѓа дека сега повторно ќе се сретнам со публика. Иди моментот, Иако, да бидам искрена, не секогаш сме во истото расположение, јас не секогаш сум расположена да играм представа. Ми се случувало да играм болна, да играм тажна, да играм, не знам, брачеда ми прави свадба, јас не сум на свадбата, да ја доиграм представата, па во 10:30 ќе одам на свадба, значи од многу работи се откажуваш, меѓутоа како и за секоја професија, така и актерството си има свои плусови и минуси, ама сакам да кажам дека сепак е професија која што бара една жртва константна. Дефинитивно. Ама пак и да се вратам не 20, туку 24 години назад, кога треба повторно да одлучам што би студирала, мислам дека нити тогаш, нити сега би имала друг избор. Него дај ние да маниме едно песниче, си се замуабетивме. Ајде. Што сакаш да направиме? Не знам, ајде, не знам, да испееме нешто постаро или нешто поактуелно. Што сакаш? Можеме Ај, нека биде Тажна љубов, среќна песна од тама. Ајде. Ќе се пробаме. Да почнеме директ од тука. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Хеј, многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема. Сега нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Тажна љубов, среќна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. Сега нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Тажна љубов, среќна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. Бо, чуј, јас изљукав акордите, демек јас знам. Секој пат кој речам, ова јас знам, партал. Значи, партал. Шубо. Не, ама многу ми е јако. Пример, јас, не знам, сигурно ви се случува и вас ја играш, пример, представата милион пати и милионитиот пат, знаеш, кој ќе си сигурен дека знаеш нешто и кој за инат нешто ќе ти заглави негде. Ке сгрешиш текст, има и едно нешто, се случува блок. Значи излегваш на сцена и не ти текнува ни еден збор од реченицата што треба да го кажеш. 2 пати ми си има случајно во 20 години.
Не можам да ти го објаснам чувството какво е. Значи, имаш чувство дека некој вака ти го има врзано јазикот, а на пример јас сум човек на кој што мислата многу брзо му течи. Некогаш и кога зборам, не можам да се доназборам, од што во главата имам 200 на сат. И то ми познато ми звучи од негдева до... И на сцена на еден човек кој што мозокот му работи со 200 на сат, а јазикот вака клучка му е врзан, леле, така си имам препотен од глава. Мислам, такво едно чувство, еден стрес не можам. И што ми се случува? Најчесто, кога сум пред премиера, почнувам една недела пред премиера да го сонувам истиот сон. И сонот е идентичен, секогаш е ист. Излегувам на сцена и не знам да кажам текст. И не знам, тука некоја подсвест не предпоставувам, затоа што со години, значи уште од студентка, сонот е ист. Само сум различно облечена во сонот во зависност од премиерата која што ја имам и обично колегите кои што се со мене во сонот се различни. Тоа после се одврзува. Значи еден збор да слушнеш, затоа постојат суфлери, ке дофрли така натаму. Меѓутоа моментот додека да ти се врати сликата назад, така си е. И најчесто колегата со тој кој што си заедно на сцена помага, затоа викаат партнерски, значи театарот е колективен чин, мораш да си присутен тука за колегата за да се извади ситуацијата, ќе те осети дека нешто, ќе ти потфрли реплика и ти после се враќаш многу брзо. Меѓутоа сакам да кажам жива материја, театарот, музиката, концертите, тоа е жив материјал. Сега е и одма. Мене ми се случва, например, јас кој што реков, нити вежбам, нити проби правам, нити обично, многу пати одам сам, пример акустично, ќе договорам свирка или пример некоја приватна забава и ми многу пати, значи песните ги знам, ги имам свирено милиарда пати. Текст не ми треба, можам да ти изрецитирам рапој што сум ги слушал 2000-та година, не е проблем никаков. Ама ќе дојде моментот и ја почнуваш песната да свириш, појма немаш ни која беше прва строфа, ни трета, ни како воопшто почнуваше пењето, а ја знаеш, значи ја знаеш песната. И се случило многу пати, и тоа особено, пример, најмногу такви работи ми се случват кога е некоја битна приватна забава. Пример, те вика, те кани другарка, ќе прави веридба. И сака ти да ме отвориш веридбата. Така е, знам. И пример, ја спомнавме Прегиш Јаковска, си ја поздравиме. Ме викнеа со Едмунд и вика, ќе ми кажа ова песна, добро, реков супер, ги знам, се наместив, почнувам јас да свирам, почнува таа да излега со татко му, тинг, се кини жица. Прва песна е, значи вечерта. Продолжувам јас да свирам, зборат таму ова, она и ги слушам, почнуваат да галамат и почнувам со побитната песна да речам, тинг, уште една жица се кини. Не може. Значи, ако ме веруваш, до крајот на тој момент 3 жици од 6 ми се скинаа на гитарата. Леле. И тегнев некое време со 3 жици свирев, што е ужасно тешко. И свириш едно време, викам, дечки, толку 10 минути, морам да сменам жици, пуштив музиче, так сменав жиците за 5 минути буквално, враќам пак назад, продолжувам да свирам, тинг, жица, реков. Така денот тргна. И козаинат се кини жицата, и ти забораваш кај си во песната, готово, немаш појма што се деша. Ужас. Јас морам да ти кажам слична приказна на Александра за свадбата. Значи јас такви подготовки имав за тамата свадба, до детал испланирано, ама животот, ова го имам една представа зборано, ама како анегдота во кратки црти ќе ти раскажам. Животот по план не е. 26 април свадбата, јас на 27, значи на полноќ на свадбата треба 30 години да наполнам. Значи тоа се, од фустанот, од соништата, еден 5 метра по мене да се влечка, потежок од мене и така натаму. Иди 25 април, сонце надвор, пролет, убајна ден. Иди 26 април се отвора небо и земја, Виктор. Прво, болна, мртва бев, од 6 сабале прво на инфузија, па после да се спремам за свадбата. Се зашто го давам воведот до првата песна. Ако, слободно. Одам на фризер. Од фризер до шминкер, мене косата ми се пушта, небо и земја беа спани, вака калпулици течеше, то ништо не можеше да ми ја задржи косата. Ме нашминка Ксенија, човекот што имаше дуќан до неа, отвори одание за наплажа, како гида едни, за да ме однеси до таксито. Дома влегвам, веќе ми викаат, брзо сватојте, ќе стигнат, уште не си облечена, се облеквам, ги правиме адетите дома, ајде да излезиме за да се пикнеме в кола, каснеме во општина. Кај мене на улица, река, значи вака кал течи. Пустанот до колена, не само воден, кај тежок дека огромен, туку и во кал. Помина општина, влеговме в црква и сега во кафаната. Прво го перев пустанот во тоалетите таму во кафаната, оти
катастрофа бев и се сушев во оние што се за раце сушење. И во тие подготовки, како да ми изгледа кафаната, како да бидат масите, палатици од ружи, па не знам што, јас имав смислено дека за моите 550 гости на свадбата ќе купам прскалици. Значи се вртеше бит пазар во Скопје да најдам не знам колку пакувања за 550 прскалици. Тогаш немаше тему. Значи тогаш тему беше бит пазар и нозете мој. Купив јас прскалици, се супер, му ги подели. Значи во секој си имаше прскаличе со панделче и таман јас да влезам во салата невестата да ја видат, мене ми се кини велот од косата, луѓето веќе ги прскат прскалиците, меѓу другото, велот ми е потребен, значи јас не да го извадам и да продолжам, ај што ми ја криеше косата, што ми беше веќе пепел, туку и во танцот, ова небо знае се песната што испеав, брат ми ја пееше за отворање на свадбата, таа е песна со која што и двајцата емотивно сме врзани, пошто е посветена на татко ми. Значи сега сите ме чекат, некоја нежна музика свири, ги прскат прскалиците, а јас викам по позадина, најдете ми ја Дилбера, а Дилбера ни беше шминкерката, фризерката, тетка Диле. Се сеќавам. Дилбера пробва да ми го зацврсти, тој се одлепи скроз, ајде вика секолку за песната да издржи, ти ми требаше за кореографијата што си имавме смислено. Чи прскалиците изгореа, чекат луѓето испраени кај невестата, невестата по 10 минути влезе в сала. Прскалиците догорени, така да во животот сакам да кажам дека ништо така не е си. по план. Така си. И кога ќе се сеќаваме на свадбата, толку догодовштини стварно имавме тој ден, значи од Валкан фустан, од кинење на вел, вечерта заврши, се одиме дома и јас едно невестинско вака мало чанте имав. Во тоа време некој iPhone имав телефон. И викам чекај сега сигурно ми имат пуштано слики што се сликавме со другарки, го вадам вака, го отворам чантето, iPhone-от сол направен. Јас му викам добро, да го заокружиме денот, среќен да ми е роден денот. Завршивме со... Поминавме свадбата вака или така истече, ама имавме супер журка. Стварно супер журка. Обично е така. Многу е радоста голема, после во еден момент забораваш каква ти е косата фустано, само вака гледаш и сваќаш дека никој не седи, дека луѓето се журкат. Дека сите се дојдени и си врват супер. Иначе да, колку поќе планираш, јас исто куќата, фасади, масади, почна врни. Изедов после церади, накладов ни куќа се видени фасада ни потура. Дема врска. Да сме здрави и живи. Здрави и живи, точно. Да си оди сега го што треба и да си тајна си свириме. Аз што ќе раскажувавме ако не се така. Дешават некои интересни моменти така. И на крајот на денот животот е далеку од совршен. Така. И мислам дека таквите мали работи го прават па интересен. Тоа е совршеноста уствари. Така е. Јас сум многу интересна уште од многу мала, кога нештото ќе си го зацртам, ќе си го замислам. Јас комплетно целата енергија ја вклучувам нештото да се реализира. Дали станува збор за свадба, за сидо кога бев дете или не знам, сега кога спремам лик или кога бев директор во Центарот за култура кај мене. Тоа сакав да речам, го имам видено тоа. Значи јас сум човек кој што има некаква визија за нештото и јас комплетно се давам да го сработам до перфекционизам. И кога после нештата не ми излегуваат по план, во моментот мене тоа знај да ме извади малку од комфорт зоната. Кога мислам дека мене ми е се спремно, се држам, сите конци се во моите раце, ама токму животот е тука секогаш да не подсети, да не ги зремаме работите здраво за готово, туку некогаш стварно треба опуштено. Така си. Така си. Јас го имам виденото од прва рака, пример, кога ќе се организираа настани, дур беше директорка, и јас обично со камерата трча и се чекаш нешто, знаеш дека е се спремно и нешто фали на моментот и она гледаш дека те вади на моментот тактама, ќе си направиш, ќе си се издишеш и ќе си почнеш со говор или со шо и да е. И мислам си одеа скрос онака гладко работите. Убај соработки си имавме, ти кажам право. Убај настани се случи, убај видеа. Ти ни направи видеа. многу убави видеа, да. И со тие видеа морам да спомнам дека Центарот за култура, тоест фестивалот Илинденски денови, доби награда на БИМ фестивалот во Скопје како најдобар државен настан. И јас бев многу горда затоа што многу често настаните кои што се случуваат надвор од Скопје не ја добиваат Така. не го добиваат почесното место затоа што реално некако културата е централизирана и тоа е нормално. Скопје е град со 1 милион жители и некако природно нештата гравитираат Скопје затоа што Скопје има публика за се. Така. Меѓутоа тоа што таа година прв пат вклучивме видеа, ти снимаше, правеше дневни река направивме точно. тогаш, да се сеќавам. И знам дека кога аплициравме на фестивалот ги испративме тие видеа како едно вкупно видео на целиот фестивал. Мислам дека луѓето кои што беа во жири, бидејќи за таа награда одлучуваа 19 луѓе жири.
конечно може, освен она што го читаат како апликација, и да го доживеат преку бројот на публика, колку многу настани на колку различни сцени во градот. Така што соработката со тебе мене ми е навистина ми е многу драга, Супер, зашто донесе една друга видливост за нештата што ги работиме во нашиот град. Баш ми е мило, ти кажам право, јас искрено првиот пат кога правевме муавет со Бубето, кога ме праша, ти настани нешто, снимаш ово, дај за Илинденски ја направиме. Прво ми беше страв, пошто се работи за голем настан, не знаев дали си викам дали ќе можам да опфатам се. Да, многу е, многу настани се. И то таа година беа пример 8 дена, не беа како последно 14 што беа. Да. И реков, ајде добро, дај ќе направиме и шо треба, ми каже шо треба. Таму се видовме, се договоривме, си направивме муавет и кога почна пред отварањето имаше во магазата, имаше така почна со некој настанче. И почнуваат да играат ти, почнувам јас да ја пратам со камерата и сваќам дека уствари природно ми лежи ова, пошто музичар, пошто брат ми танчер, знам кај ќе се движат луѓето, кај треба јас да одам. И некако го снимив тој и одам дома кефој цели, викам леле сава преако ќе излезе. И го измонтирав и топ испадна и се прерадвав. Така е. И си викам замисли идејата се навистина дојдат... фантастични. Ама има многу в материјал. Има. Тоа е најбитниот Има материјал зашто тоа е според мене еден од најголемите фестивали во нашата земја. Значи идат на Илинденски денови околу 1300-400 луѓе, тоа се над 60 настани во тие денови. Мислам, тоа само да го изговориш 60 настани е бројка, а не да треба сегде да си присутен, или како публика, или како организатор, па дури она што ти го правиш константно меѓу луѓето и да ги одбереш најточните моменти и да ги вклопиш во едно видео 2 минути. Јас многу уживам кога е нешто креативно и кога ќе можам, имам некоја, од секојаш сум имал некоја способност да ја видам сликата, не мора ни екран да имам на камерата за да можам да ја видам сликата. И уствари првите 2 спота без екран ги снимив, ама друга приказна е таа. Кога ќе почне да се движи целата таа приказна, музиката и танцот си имат посебна магија и уште ако погодиш аголот и моментот и кога ќе го склопиш сето тоа на ритам да е направено, си добива сосем една друга перспектива. И баш Валентин му пуштив првото видео и ми сјава Валентин, вика, ти го направи, јас го направив. Од сега ти ќе снимаш стално. Добро реков го. Види, Центарот за култура си се врзва за луѓето и тоа е затоа, јас мислам дека затоа Центарот за култура и многу пред мене и сега после мене ќе се остане една успешна приказна, бидејќи тимот на луѓе кои што се внатре е тој. Меѓутоа, надворешните соработници кои доаѓаат и кои што совршено се вклопуваат во тој тим, стануваат дел од фамилијата. За мене локал патриотизмот е и работата во таквите институции, бидејќи тие се институциите кои што ја креираат културата, луѓето кои што живеат во овој град, да можат да имаат каде да одат, што да проследат и тоа што ќе го гледаат да е квалитет. Така што мислам дека на Илинденски денови, кој што навистина е еден фасцинантен фестивал со страшно долга историја, му дадовме еден друг тип на видливост да му го доближиме на луѓето. И она што ме радува е дека луѓето веќе природно си бараат програмчиња и си одат да си го следат фестивалот. Гравитираат скроз. Оваа година мене ми беше прва година да не сум директор на фестивалот. Нормално дека јас си бев присутна како гостин, бидејќи многу го сакам и многу се вложи во тој фестивал. Знаеш што ми беше посебно радост? Например, стигнувам јас 20 минути пред почетокот на фестивалската вечер. Луѓе веќе дојдени фатени столчињата во офицерски се држи место, затоа што и одстрана во еден момент на концертот вака ќе свртиш глава и гледаш дека цело тоа плато е полно луѓе, и тоа е многу голема радост. И гарант е голема гордост, пошто си била дел од организацијата години уназад, за да стигни до некој... Си оставаш еден свој печат и гледаш како нештото продолжува да расти, дека луѓето кои што го наследуваат си ја продолжуваат приказната да ја градат на еден свој пат. И мене многу ми е радост кога нештата така се случуваат, бидејќи јас секогаш велам, светот не почнува нити од нас, од овие генерации, нити ќе заврши. Ние само треба во секоја професија, без разлика дали е уметност, дали е економија, политика, буквално во секоја професија. Не треба да заборавиме дека светот постоел и ќе постои после нас. И дека само со еден голем респект према работите, нештата можат да добиваат свој природен тек и да има една нагорна линија. Така си. Секако дека кој работи и греши, имаш подобри полоши изданија, подобри полоши години, но фала Богу, нормално. Но јас верувам дека луѓето кои што работат во култура и со уметност,
ако страсно го сакаат нештото што го работат, тоа нема како да биде погрешно сработено. Дефинитивно. Затоа што тука ја вложуваш душата, енергијата, Така емоцијата, се. Туку дај ние да си маниме уште едно песниче и да ојме да јадиме Ајде. нешто ти помина дено. Јас мислам И вака. извини, значи ова морам ќе се отепам, значи. Среќен 8 март. Заборев дека 8 март уствари. Фала ти, Заборев и Виктор. цвеќе, ти си го носиш цвеќето за Еве душа го. на тебе. Ама леле, I can buy myself flowers, знаеш? Ето. Тоа треба да испеем. А ми рече жената, да не заборај ама аз Сомали однеси го кај Може бабата, да ти кажам, и се за растрча. мене е комплимент што на 8 март во емисија сум гостинка, јас плюс како избор си ми избрал мене. Да, Мислам дека дефинитивно. со својот пример еве на младите девојки па и на жените, мислам дека сум еден позитивен пример. Дефинитивно. Сум во принцип скромен човек, ама мислам и моите начела на живење се да бидам еден позитивен пример во општеството во кое што функционирам. Преку работата и преку делувањето се трудам да покажам дека ние жените можеме да бидеме еднакви, треба да бидеме, да се бориме за своето место и дека ништо не паѓа од небо. За жал, се уште сме во позиција каде што не сакам да звучам не сакам погрешно да бидам разбрана и да звучам многу феминистички, ама сепак мажите многу полесно ги добиваат работите од жените. Се уште не сме еднакво присутни па ни на сцените, ни во политиката, нити во хиерархијата на работните места. Да, жената низ годините добила многу, ама пред нас има уште многу за освојување. Има. Иако се уште сметам дека жената е посупериорен пол, заради тоа што освен општествено начинот на кој што сакаме да се изедначиме, нели се бориме за некаква равноправност, сепак кога ќе си одиме дома, жената има второ работно време. Фала му на Бога на модерните мажи, морам да ги пофалам. И жена ми вели фала му на Бога. Да, искрено, јас мислам дека имаме напредок, затоа не сум за од оној тип на феминистки хардкор кој што се држат дека ние жените. Многу повеќе би зборувала за, ама пошто е многу ова емисија од друг тип на карактер, не сакам да влегуваме во сериозни теми. Зато си ја викаме Меѓутоа, лабаво. овие дена не потресоја некои приказни за фемициди, за семејни насилства. Мене длабоко многу ме вознемируваат овие теми и јас мислам дека борбата на тие сфери од живењето треба да ни бидат моментално најголеми. Дефинитивно. Препознавањето на насилство, бегањето од таков тип на приказни и променувањето на општествените закони за како да се заштити една жена во еден таков тип на приказна свет, живот и нејзините деца вклучително. Ама ајде да не навлегуваме. Да ти кажам, јас влегов во темата со другата емисија. И неколку пати имам правено и не ми се верва дека уште треба да правам муавет. Јас мислам дека тоа е тема која нема крај, треба многу да се зборува. Јас мислам дека многу често и младите девојки и жените не го препознава, не сакам пак ќе кажам да бидам сурова во коментарот, меѓутоа не секогаш ги разликуваат љубовта и насилството. Некогаш, бидејќи сме истражувале за една представа, многу често жртвите на таквиот тип на насилство вика тоа беше неговиот начин да ме сака. На љубов. И затоа мислам и апелирам до луѓето кои што ги носат законите дека тука треба да се променат многу нешта. Не треба жртвата 10 пати да пријавува, 11-тиот пат Така. да зборуваме цела држава дека е жртва на некој кој што бил 11 пати пријавуван. Така. Мене ми е фасцинантно и коментарите до као да кузнај што ема направено, не ја прашува. Многу лесно судиме, многу лесно судиме. За нација што сме да речам религиозно настроена, многу суд фрламе на се буквално. Значи тоа ми е многу чудно, ама многу длабока тема и долга е таа. Ќе си ја направиме ние муавет, во друга прилика. Само дај нешто аманиме сега да испееме, да освежиме и да си ојме, да се олабаиме. Има една песна што многу ми се допаѓа, не е многу комерцијална, ама ја избирам затоа што е од Каролина Гочева. Каролина е наша битолчанка. Битолско, локал патриотско, си направим. Битолско и за мене една од најголемите звезди на овие простори, зборувам музички звезди. Така е. Ова е песна која што ја испеа со Дуке Бојаджиев на неговиот концерт. Стара песна која што додека не ја слушнав испеана од Каролина, јас ја имав можеби некогаш слушнато, ама заборавено, а од тогаш можам да кажам дека ми е една од помилените песни.
Јас да ти кажам право, денес прв пат те слушнав и многу ми е мило што слушнав и многу кога ќе дојди некој го прашам што сакаш да пеем и кога ми кажи некоја нова песна, ми е стално мерак, особено македонска песна што не сум ја слушнал. Оти јас немам време самиот да седнам и да учиш, истражувам и да барам. Обично, ако имам време, седнувам да си направам нешто за мене. За себе, точно. И то не може, и то немам време да го извадам, имам ентон песна, нема врска. И ми е многу мило што чув песната и сега ќе пробам да не аз грешам, да ја свириме, па да видиме. Чекај, јас може да си отворам, да не го сгрешам текстот, пошто не ми е мене пеена, мислам, пеена ми е подома. Ја имам еднаш пеено на еден настан, исто со гитара придружба. Кој од нас двајца утре ке сам, од кој сонца ке барам куплам, кој од нас двајца ке плати тажен крај, без своји сонца сам до безкрај. Празно е, знај, без ова љубов, без неа светот се топи како пена, во туги очи и срца и дланки не ке најде среќа. Празно е, знај, без ова љубов, без неа сите ги чувствуваш ко туги, а ние двајца за дено и ноки сонувавме други. Драги мои. Не сум Каролина, ама една од најмотивните песни. Јас сум Дуке, партал ја сторив песната, ама многу во песниче. Еј, мило ми е што ја успеавме да свириме воопшто, што си ја научив. Јас се надевам дека ако некоја немаше слушнато, друг исто така ќе си ја научи и ќе се слуша. Многу сакам песните кои што се поезија во музика, ова е еден таков тип на песна. Иначе стара песна ја има напишано татко му на Дуке. И на вистина е песна која што вредеше. Стара емоција, стара емоција. Скрос, леле, шубо. Си направивме убаво емисивче, ти кажам право. Супер, да, фала ти на поканата. Таман работа, фала ти што ми дојде, што го разубавивме ова 8 мартовско издание на емисијата, што заборавив да спомнам дека 8 мартовско опште. И имаме многу муавети за прајање уствари, така што може да ќе си направиме потаму пак некоја дружба. Да сме здрави, живи, да има прилики, секако дека ќе има за што да си правиме муавет. Сакам, ти посакам да си го тераш филмот и животот како што си го тераш стално. Да си светиш како што си светиш и дај Боже се што сакаш да оствариш да ти се оствари. Фала ти многу и дупло ти посакувам да ти се враќа, затоа што мислам дека, како што рековме и на почетокот, детето во нас никогаш да не реши да старе и да си бараме низ животот искри радост, да си креираме, да создаваме и да има за што да се сплотуваме и да работиме, се разбира. Мислам дека тоа детето никогаш нема да некогаш едноставно има некои луѓе кај што без детето не можат да функционираат. Јас сум еден од нив, така што се надевам дека ќе функционира. Ако сме веќе кај детето, другиот пат можеме да направиме и со детето една емисија, пошто Мераклија за пеење, ја седниме да ни запее малца, ни кажи кај бил по фестивалчиња и такви работи. Договорено. Фала ти што ми дојде. Фала на поканата, поздрав на сите. Да ни доаѓаат почесто во театар, на концерти, да се слушаат убава музика, затоа што уметноста е духовна храна од која што никако не смееме да бегаме. Поубаво јас не можев да кажам, така што толку од нас, да ни дојдите пак, поздрав и убав ден. Чао.